Цивил медија. Говорот на омраза е најчесто, тоа сите истражувања го покажуваат, најчесто е присутен моментално на социјалните мрежи. Значи, најмногу е поради содржина која што е генерирана од самите корисници на социјалните мрежи, но и од други ентитети, медиуми, комерцијални ентитети, политички ентитети, кои што создаваат содржини и ги пласираат на социјалните мрежи. Веднаш потоа доаѓа општо интернет сферата и порталите, односно веб страниците кои што објавуваат информации, секако дека има добар дел на сериозни професионални редакции, но е видливо големо присуство и на непрофесионални медиуми, немедиуми, односно веб страници кои што произведуваат и распрскуваат содржини на интернет, кои што се сосем надвор од било каков професионален новинарски стандард. Значи, оној кој што го кажал ставот, тој е одговорен за она што ќе се пренесе во јавноста. Не редакцијата која што го пренела ставот, туку тој што е извор на таа реченица или таа изјава. Значи, треба да бидеме за тоа на чисто, дека медиумите сносат мал дел, може би голем дел од одговорноста, зависи на каков начин ќе ја распрскаат таа содржина, но примарно е одговорен тој што дава такви изјави, тој што повикува на насилство, тој што повикува на мразење на одредени општествени групи, тој е одговорниот и тој треба да се соочи со правдата, односно говорот на омраза е кривично дело во нашата земја, по повеќе членови на кривичниот законник, и органи кои што се надлежни да го гонат се обвинителството и Министерството за внатрешни работи. За жал, досега ние немаме ни една конкретна пресуда, правосилна, по однос на говор на омраза во Македонија. Имаме една пресуда за ширење омраза за палењето на македонското знаме во Струга, но, колку што мене ме држи памтењето, немаме друг конкретен случај каде што имаме правосилна пресуда. Имаше еден случај со Миленко Неделковски, каде што има, мислам, пресуда во прв степен за говорот на омраза веднаш по пожарите во Грција. Но тоа, самото ова ни кажува дека, бидејќи имаме пола случај кој што завршил, а имаме речиси повеќе децениско искуство со говорот на омраза, ова ни кажува дека се работи за феноменот на неказнивост, и тој феномен е оној кој што ги охрабрува мразачите. Тие знаат дека поради нивната омраза која што ја шират во етерот, во ни социјалните мрежи на интернет, нема да има последици. Доколку има последици, како што и предвидува нашето законодавство, јас верувам дека голем дел од тие кои што сега се користат со говор на омраза, ќе бидат обесхрабрени и тој феномен ќе се намали сериозно во нашата земја. Казни има, не се спроведуваат. Значи, ако се спроведува законот, тоа ќе значи многу помала храброст на оние кои што го кршат законот, тоа да го прават. Но секако има тука и други елементи кои што можат сериозно да влијаат за да се намали говорот на омраза. Пред се образованието и едукацијата, медиумската писменост. Значи, доколку граѓаните знаат што е говор на омраза, доколку се соочат со примерите, доколку видат дека за тоа има санкции, доколку се создаде општествена атмосфера дека говорот на омраза е општествено неприфатлив, морално неприфатлив, етички неприфатлив, тогаш ќе имаме сериозно унапредување на состојбата на ова поле. За жал, ние сега, во моментов, во ниту еден од тие елементи кои што може да придонесе да се подобри ситуацијата, не стоиме добро. Па мислам дека клучното, освен во функционирањето на институциите и во функционирањето на образовниот систем, е новинарската фела, медиумската фела да свати дека непрофесионалните медиуми, медиумите што говорат со говорот на омраза, медиумите што ја лажат јавноста, се нивниот најголем непријател. Освен тоа што се најголем непријател на јавноста, тие се најголем непријател на професионалните медиуми. Зошто го велам ова? Затоа што вие за да создадете професионален медиум кој што работи по стандарди на професијата, тоа значи дека треба да вработувате професионалци луѓе. Тоа значи дека треба да има систем на проверка на информациите во редакцијата. Тоа значи дека тој новинарски производ автоматски е поскап. Наспроти нив стојат луѓе кои што во едно сопче, еден човек
може да создаде десетици медиумски содржини дневно, се разбира непрофесионални, бидејќи тој нема потреба ниту да провери, затоа што никој не го казнува, нема потреба да биде професионален, да чека, да се консултира со друг, со трети извор, туку едноставно тоа што ќе му дојде, тоа го објавува. Тој производ е далеку поевтин и сега кога вие ќе дојдете на пазарот на информации пред граѓаните, кога ќе добиете еден медиумски производ кој што е брз, атрактивен, сензационален, кој што ги притиска стравовите на публиката. Имате производ кој што доаѓа малце подоцна, е професионален, но е подолг малце. Малку е потежок, како да речеме, како содржина, не е нешто лесно, сензационалистичко. Кој мислите дека ќе ја добие битката? Нормално дека ќе ја добијат непрофесионалните. Затоа професионалните медиуми треба да разберат дека оваа битка не е битка пред се на институциите, таа нормално дека е битка на институциите, но дека најголемата штета, освен јавниот дискурс, јавноста, граѓаните, ја трпат токму професионалните медиуми, бидејќи во тој нерамноправен надпревар со мразачите, со лажговците по медиумската сфера, тие немаат шанса. Нивниот производ е побавен, понеконкурентен и за многу бргу време, доколку не се консолидираат институциите, медиумската сфера и образованието, да работат за да се подигне свеста кај граѓаните, мислам дека прва жртва на ова што ни се случува сега ќе бидат професионалните медиуми. Ќе гледаме се помалку професионални медиуми во етерот, а етерот ќе биде сатуриран или покриен од овие вреваджии кои што на секоја минута може да објавуваат содржини, да ги напаѓаат и алгоритмите на агрегаторите, и глобални и наши локални, бидејќи ако имаш многу содржини ти си порелевантен, на нив им е многу поевтино да направат 100 содржини дневно, отколку на професионална редакција која за тоа ќе треба да вработи 15-20 новинари, монтажери, сниматели и така натаму. Последицата е изумирање на професионалните медиуми и доведување на јавноста во состојба да биде бомбардирана од непрофесионалци и од луѓе кои што создаваат медиумски содржини со агенда, со некаква цел, за да му служат некому друг, на политиката, на бизнисот, а не на граѓаните и на јавниот интерес. Цивил медија